Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во подкастот на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Вечерва ќе зборуваме за вистински теми, секојдневни предизвици и заеднички решенија. Во оваа епизода ќе се фокусираме на нешто што не засега сите – семејството. Поточно ќе зборуваме за тоа со какви предизвици се соочуваат семејствата денес при одржување стабилни и здрави односи. Дали времето, стресот, економските услови или недостигот на комуникација играат најголема улога. Каде е границата помеѓу обврска и поддршка во рамките на едно семејство? Со нас вечерва е Бети Живадиновиќ, дипломиран социјален работник. Бети, добро вечер и добре дојдовте во вечерашниот подкаст. Добро вечер и до вас. Ми представува посебна чест и задоволство што вечерва сум тука, каде што можеме да споделиме и да разговараме за еден битен сегмент, како што и сама наведовте, улогата на семејството и сите предизвици кои што се случуваат во семејството. Ви благодарам на поканата. Чест ни и задоволство што вечерва ќе зборуваме на оваа тема, а најнапред би сакала да започнеме сосема од почетокот. Што значи всушност семејството? Постојат ли се уште видови на семејства, како што тоа и сме го учеле претходно во учебниците, видови семејства, меѓутоа како тоа денес се отсликува во денешницата? Така, да, многу убаво прашање за почеток. За да ви одговорам на ова прашање, морам најнапред да споделам едно искуство, па од тука би почнале понатака да зборуваме. На прашање на работа со деца, што представува семејство или на еден состав кога ќе напишат што представува семејство, некаде прочитав дека беше напишано семејство е кога дома имаш се. Колку кратко, а колку опширно тоа значи. Сега, поаѓајќи од тоа, можеме да зборуваме дека семејството е најситната клетка во општеството. Семејството е она што секој од нас го има и го негува и понатака го гради системот во кој што живееме и работиме. Како такво, семејството врши неколку функции. Меѓу основните функции се биолошката, родбинската функција, економската функција, но и најбитната социјализаторска функција во која што ги учиме нашите деца, ги учиме членовите на семејството, како да ја вршат таа социјална улога, како да преговараат, да разговараат, да се градат и да се развиваат. Социјализацијата еден битен процес кој што се случува помеѓу членовите во семејството, бидејќи на тој начин ги учиме нашите деца како да бидат добри граѓани, како да бидат добри деца. Ги учиме на моралните норми, на моралните вредности во едно општество. Ги учиме како да бидат пријатели, како да бидат емпатични. Воедно и ние учиме како да бидеме добри родители и како да правиме, односно да создаваме деца кои што ќе живеат во едно среќно семејство. Детето се раѓа како бел лист хартија, табула раза, и ние сме должни со нашето однесување да го исполнуваме и да го учиме детето како и какви емоции ќе добива. Од нас зависи дали децата ќе ни бидат самоуверени или несигурни, дали ќе бидат цврсти и јасни во ставовите кои што ги имаат во текот на животот. Би сакала тука да споделам со вас еден експеримент кој што е направен во однос на начинот на кој што ги воспитуваме нашите деца. Тој експеримент со бебиња во најрана возраст, во кој што на две групи на бебиња, на децата, од едната страна им е давана само храна, а од друга страна покрај храната им е давана и една емотивна топлина при хранењето. Овие деца кои што ја добиле топлината прераснале во здрави и среќни деца. Од друга страна, па оние деца кои што не добивале топлина, но само биле хранети за да преживеат, имале одредени проблеми, па дури некои од нив за жал и не успеале и да преживеат. Сето тоа кажува колку е битна топлината и комуникацијата која што треба да им ја дадеме на децата додека ги растеме и ги воспитуваме. Од тука прераснува и видот на семејството, односно се отвара дискусија за видот на семејствата во кој што живееме и кои што се менуваат
Не би должела многу, но можам да кажам дека можат да бидат патриархални, односно не во права, во буквална смисла на патриархални, но она каде што во делот, каде што родителот, односно таткото има главната улога и ги занемарува сите останати членови, кое што може да доведе и во едно анархично семејство во кое што релациите и врските се измешани, но и едно демократско семејство каде што се испочитуваат сите ставови и сите мислења. Допревте две дополнителни теми на кои што би сакала да обрнеме вечерва внимание. Го споменавте родителството. И исто така би сакала да ни кажете нешто повеќе и за таа комуникација. Каква треба да биде комуникацијата во едно семејство? Точно. Оно што е најбитно, комуникацијата. Како пренесуваме на децата оно што треба тие да бидат понатака. Често пати се прашуваме што е правилен начин на комуникација, но треба да знаеме дека во педагогијата постојат неколку видови на воспитни стилови, кои секој од нас како родител ги има и ги применува. Тие се различни, но децата попримаат од родителите одредениот вид на родителски начин на воспитување и од тука добиваат одредени особини и карактеристики, во зависност од стилот на родителство. Детето се идентификува со двата родитела и тие треба да имаат и емотивна топлина, треба да го уважуваат ставот на детето, но и од друга страна треба да имаат и одредена контрола со која што ќе можат да ги следат постапките на детето, да му укажуваат и да го потхрануваат во натамошните негови постапки. Свесни сме дека расте бројот на разводи во нашата држава. Свесни сме дека родителите им е потребно еден одреден вид на комуникација, начин на кој што ќе умеат да ги надминат одредените проблеми кои што ги имаат во семејството. Учење на родителската улога, учење на партнерската улога, учење на тоа дека децата се избор на родителите да бидат деца, и дека децата имаат два родитела подеднакво. Значи, она што треба да знаеме е да ги учиме нашите деца дека нашиот проблем, односно проблемот на родителите е секогаш на родителите, а не е нивни проблем, кој што понатака, за жал, во одредени конфликтни семејства, децата служат понатаму да ги пренесуваат пораките на едниот или на другиот родител, што едно такво континуирано однесување на родителите доведува до еден проблем кај децата, кој што проблем, нарушениот партнерски однос може да влијае на родителскиот контекст во континуитет и може негативно да се одрази врз правилниот психофизички раст и развој на децата. Каков е начинот на однесување на родителите, таков ќе биде и начинот на однесување на децата. Затоа што тие учат од семејството како треба. Ако во едно семејство кое е конфликтно, каде што родителите не се почитуваат помеѓу себе, ако постојано се навредуваат, ако во семејството има насилство, таква порака се пренесува и на децата во нивниот однос и со врсници, таква порака се пренесува и на децата во период додека тој се гради како другарче, како нареден партнер или партнерка во кој што ќе го проведе својот живот. И од тука се пренесува една трансгенерацијска порака, им даваме модел на однесување на нашите деца во однос на тоа како треба да се комуницира, како треба да се испочитува или доколку нема почитување во семејството, се применува еден насилен однос, една насилна комуникација, сето тоа како порака се пренесува и на децата во однос на нивниот понатамошен живот. Со какви предизвици може да се соочува едно семејство, помеѓу мајката и таткото, кои предизвици постојат за да опстои едно семејство како квалитетна врска? Да. Постојат повеќе предизвици со кои што се судира едно семејство. Тие предизвици може да бидат како надворешни, така и внатрешни.
Тука би ги набројала различни очекувања на партнерите, недоволно познавање или партнерите се познаваат, но имаат различни очекувања во однос на заедницата која понатака ја засниваат. Притисоци од секојдневие. Несигурна екзистенција која што често пати доведува и до нарушена комуникација помеѓу партнерите. Недостаток на време, неможност на баланс помеѓу работата и семејството. Кое сето тоа може да прерасне во конфликти, во насилство и разни кризи со кои што може да се соочи семејството. Од разговори со партнерите и со родителите и кога во однос на проблемот кој настанал во семејството, на поставеното прашање колку се познавале пред брак и која е причината поради која што сега настанува оваа криза во семејството, често пати се добиваат одговори каде што може да се види дека родителите практично биле еднакво во врска колку што се во брак. Или можеби некогаш и помалку се во брак отколку што биле во врска. И сега се наметнува прашањето каде се изгубила добросостојбата на партнерите? Што се случило? Дали одреден вид на очекувања се имало? Дали е некоја порака погрешно пренесена? Дали повторно предизвиците што ги наброевме, екзистенција, немање на баланс помеѓу работното време? Сето тоа доведува до потреба да на семејството му треба еден водич, на партнерите им треба еден водич со кој што се соочуваат во текот на животот, предизвиците кои ги добиваат во текот на животот. Во различни периоди од нивниот живот, зависно дали имаат деца, колкави се децата, возраста на децата, во секој период евидентна е потребата на партнерите дека им е потребен водич, значи некој вид на советувалиште, кој што ќе им Имаме ли во помогне. Македонија советувалишта? Да, советувалишта постојат, но знаете како расте бројот на постапките за развод, како расте бројот на семејствата кои што се во конфликт, и како расте и потребата од советувалишта, бидејќи советувалишниот третман е нешто што се помага не еднаш или два пати, може да трае со месеци, може да трае, тој еден одреден период да заврши на криза, но во текот на животот како децата растат или како се минуваат предизвиците и проблемите, се соочуваат со други проблеми, така да секогаш е потребно да им се помогне на партнерите во однос на истото. Посебно, зашто е потребно тоа? Ако го земеме фактот дека траума од развод на брак е на второ место по доживеана траума во животот, бидејќи на прво место е загуба на близок сродник, тогаш треба да ни биде јасно со каков стрес се соочуваат членовите на тоа семејство, а највеќе поаѓајќи од фактот дека тука се и деца, кои што рековме на почетокот, се празна лист хартија, кои што родителите понатака треба да ги растат и да ги развиваат. И доколку родителите не се психички спремни, или се вознемирени, или се во состојба на криза, тие во даден момент не можат да изреагираат правилно и да им помогнат пред се на себе, затоа што здрав родител представува и здраво дете. Предизвик посебен би ставила акцент е учење на родителите да излезат од таа кризна ситуација, а и индивидуалната способност на секој од нас да умее да препознае одреден момент, одредена криза, да си побара помош и да свати дека само со разговор, само со поделување, само со емпатичност или со увидување на одредени проблеми може да ја надмине таа состојба. Колку во Македонија е развиена свеста да се побара таа помош и поддршка? Да бидеме искрени да кажеме. Да, многу убаво прашање. Знаете како, превентивата е секогаш нешто што мислам дека би спречила многу проблеми. Но ние за жал секогаш бараме помош од како ќе настане проблемот.
бараме помош кога ќе веќе дојде до крајот, кога сме на работ, па сметаме дека нешто треба да се случи или нешто треба, или веќе некој не притиснува за одредени действија, па бараме помош. Така да свеста се јавува на крајот. За жал. И сето тоа нели повлекува и понатака и одредени постапки, повлекува состојба на вознемиреност, состојба на криза, инволвирање на малолетни деца, сопствена немок, нели, која дава една целосна слика во однос на состојбата на семејствата во целост. Дали имаме трансформација на семејствата во Македонија? Како се што се трансформира, така се трансформираат и семејствата. За жал, семејствата ја доживуваат оваа трансформација, но не секогаш во позитивна смисла. Брзиот и динамичен живот во кој што сите живееме во секојдневието, а тука ќе се надоврзам и на предизвикот, нели? Доведува до тоа да семејствата се емотивно недостапни. Има семејства со родители и со деца, но децата се осамени. Никогаш во поголем дел, не можам да речам никогаш, во поголем дел од случаевите во разговор со децата се вели, па тука е мама, па тука е тато, ама седат на телефони, ама седат на компјутери. Значи, таа е таа трансформација која што за жал се случува. Или децата седат со родителите, но ги немаат оние физички активности кои некогаш другите деца ги имаа играјќи низ разни спортови, развивајќи се. Родителите се тука, но се уморни од предизвикот кој го имаат за финансиска заработка, за екзистенција, немање на време. И децата се често осамени, а да се при двајца родители. Интересно е што во последно време се тука така наречените дигитални бебиситерки. Значи да се децата мирни, па им се даваат таблети, им се даваат одредени уреди. Од друга страна, еве, свесни сме дека многу деца првично го говорат англискиот јазик или немаат можност да зборуваат, па потоа го говорат македонскиот јазик. Често пати децата во предучилишна во установа која ќе се побара да си го напишат своето име, пишуваат на латиница, а не ја знаат кирилицата. Значи, таа е таа помош, односно трансформација од тие дигитални бебиситерки. Потребно е на семејството, повторно ќе речам, која е основна клетка на едно општество, токму на ова да се поработи, да им се укаже каков пример се дава на децата. Бидејќи тој трансгенерацијски модел на однесување понатака дава здрави или генерации кои што носат своји проблеми од постоечкиот дом. Тука воедно би сакала, може би малце надвор од контекстот, причина на зголемени насилства во училиштата. Сето тоа е еден модел на однесување во домот. Кога тоа дете гледа дома што се случува со тоа дете? Или исто така станува насилник, или станува дете кое се повлекува, па станува жртва во однос на врсниците кои што се случуваат. Многу е битно да се свати дека булингот не значи дека тоа дете е популарно во училиштето. Напротив, тоа дете е насилник во училиштето, а родителите треба да сватат дека насилството на тоа дете доаѓа за жал токму од комуникацијата која тие и социализацијата која тие му ја даваат во домот и која треба да е на едно друго ниво, пред се во интерес нели и здрав психофизички раст и развој на нивните деца, на нашите деца. На нашите деца, да. точно. За крај, каква порака би им дале, би му патиле вие на семејствата со цел да се изградат едни здрави и стабилни односи во општеството? Да. Знаете како, кога ќе имаме било каков здравствен проблем, бараме помош на лекар. Да. Ако не боли забот, идеме на заболекар. Треба да научиме дека постојат институции, дека постојат здруженија, дека постојат места каде што може да се обратат, да побараат помош, да ги раскажат своите проблеми или едноставно да бидат упатени каде да ги побараат. Највеќе би сакала да потенцирам и да ја потикнам
увидот, само увидот на секој од нас, само увид на родителите, желбата за промена, желбата да примети дека нешто се случува во домот, со детето, па да побара помош во однос на истото. Зајакнување би сакала да кажам и на институционалната соработка, поготово кога станува збор за децата. Здравствените установи, училиштата, предучилишните установи, сите тие се места каде што може да детектираат дека нешто се случува во домот, во семејството, да бидат охрабрени да го пријават тоа, бидејќи тоа законот исто така го предвидува. Достапност и унапредување на одредени социјални услуги во вид на советувалишта и други услуги кои што ќе им помагаат на партнерите, на семејствата, советувалишта за семејствата и она што би сакала најбитно да го кажам, да ги сакаме, да ги гушкаме нашите деца, да растеме со нив, да им го посветуваме целото време, бидејќи времето е непроценливо и не се враќа назад, а изгубеното време значи пропуштање на животот на децата, на сето она што им го даваме, значи треба да ги сакаме, да ги гушкаме и секој момент да го поминуваме со нашите деца. Одлично кажано. Бити, ви благодарам за вашето учество во вечерашниот подкаст. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што бевте со нас во уште една епизода на подкастот на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Семејните односи не се секогаш лесни, но се вредни. Секоја отворена дискусија, секој разговор, секоја одлука да бидеме присутни и свесни прави разлика. До следната средба, негувајте ги односите што ве држат заедно. Имајте убава вечер, почитувани.